И секако дека сега си продолжуваме веднаш со линковско вклучување во живо. Колешката Ивана Крстевска-Јаневска подготвена да зборуваме за користи зимска опрема, вози одговорно, вози безбедно и јас мислам дека треба почесто да зборуваме на оваа тема сите кои што сме дел од сообраќајот. Но секако добро утро Ивана за тебе и добро утро за нашиот гостин, повелете. Добро утро, Слободанка, и до тебе од врничливото Скопје и секако до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ве поздравуваме од центарот на градот, каде што може да се каже дека во овие утрински часови е и најголемиот метеж во сообраќај, па токму тоа ќе биде и нашата тема за тоа како да возиме одговорно и да бидеме што е можно повеќе внимателни кога се приклучуваме во сообраќајот. Тоа важи нели да за сите оние кои што застануваат задоволенот, но и за сите оние кои како пешачи се приклучуваат во сообраќајот или пак со велосипеди или пак со тротинети. Затоа ова утро ќе потсетиме на зимската кампања која што ја спроведува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а утаму ова утро разговарам со Дијана Андоновиќ и Дијан ќе ви посакам добро и убаво утро. Во овој пред новогодишен, пред празничен период некако сите не фаќа нели веќе еуфоријата, што е можно повеќе да сме излезени, што е можно повеќе пред новогодишни прослави нели да отидеме да поминеме. Токму за тоа и вие во овој период ја правите оваа кампања, да возиме одговорно, да носиме зимска опрема, но и да не застануваме задоволено, да не седнуваме кога сакаме да конзумираме алкохол. Да, зимска кампања, дел новогодишна кампања и божикна, зошто бидејќи се зголемува фреквенцијата на сообраќајот, луѓето сите одат некаде, но и се опуштаат малку луѓето, бидејќи нели овие празници се за тоа малку да се одмориме, малку да нели да бидеме поодморни, поопуштени, е токму тоа е контрапродуктивно кон сообраќајот, бидејќи кога не сте концентрирани и кога сте опуштени, можете да направите некаков инцидент. Оттаму и овие апели кои преку вас медиумите, особено ТВ Алфа, бидејќи имаме поддршка, сакаме да упатиме апел пред новогодишните празници, но и божитните, да бидете внимателни, одговорни, алкохол и воланот не одат заедно, почитувајте ги правилата и прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација и се разбира онаа законска обврска, која и да не е законска, треба да ја почитувате, а тоа е користење на зимска опрема. Сведоци сме на времето дека нели е постудено, врнежливо, регионот е зафатен со снежно време, веројатно тоа ќе дое и кај нас, доаѓаат празниците, така да оние кои одат на пат, нека проценат кога да одат и дали да одат воопшто, бидејќи најважно е да стигнете безбедни, не по секоја цена и не да тргате по секоја цена. Се разбира, гледајте ги и следете ги упатствата што одат, каде е затворено, каде е отворен патот, каде има магла, каде не може да се преминува и се разбира, користење зимска опрема, се разбира, почитување на правилата, прописите и сообраќајната сигнализација и се разбира алкохолот кој е дел од овие прослави, не возите ако пиете или не пиете ако возите. Така, она што сочинува вашата кампања, користи зимска опрема е и тоа што постојано сте на терен, ваши екипи заедно со нели полицајците од МВР, низ Македонија насекаде ги едуцираат луѓето, односно сите оние учесници во сообраќајот за користењето на зимска опрема, односно ги потсетуваат. Јас би рекол ги потсетуваат повеќе, зошто бидејќи идејата на институцијата која ја представуваме да се оттргнат причините, а не да се лекуваат последиците. Што сакам да кажам? Не да броиме колку има сообраќајки, не да броиме колку има казни, не да броиме колку имало подејство на алкохол. Туку да апелираме до луѓето да не дојде до тоа. Оттаму и МВР како партнер на Републичкиот совет за безбедност одиме и ги потсетуваме преку кампањи, преку флаери, да допреме до луѓето, да ги потсетиме дека знаете сега имаме прослави по град, сите секоја вечер некаде слават. Зошто да одите со возило? Знаете дека ќе се напиете една, две, не е важно колку. Одете со такси, одете со јавен превоз, некако одете, нека ве вози друг. Но ако славите и конзумирате алкохол, немојте да возите.
Тоа е правило кое не е важно дали вас некој ќе ве застане, ќе ве казни или нема да ве казни. Вие самите треба да знаете дека не треба да дојде до тоа и да бидете поодговорни. Значи тоа е таа сообраќајна култура и тоа е подигањето на јавната свест. Ние се обидуваме преку овие кампањи да ја подигнеме јавната свест. Тоа значи тргате на прослава, одите со такси или јавен превоз. Тргате на пат, гледате, ако нема услови за одење, не е важно што нешто ќе ви пропадне. Важно е да бидете безбедни и да не ризикувате за нешто да дојде до несакани последици. И конечно таа зимска опрема, таа не е нова работа, таа со децени е на сила во исто време. Има зошто е тоа така. Зимски гуми доколку можете да ги доколку ги имате, не се обврзувачки, но би требало веројатно, но ради трошокот веројатно уште не се, но зимски гуми на сите 4 тркала или ако имате летни гуми, тогаш морате да носите синџери и се разбира шарата да биде 4 мм, значи да не се излижани тие гуми. Така да просто е, почитувајте ги, следете ги пропишаните законски обврски и се разбира бидете културни и имајте етика во сообраќајот. Да, за етиката има многу да се зборува, особено мислам дека во последниве години некако тоа иде се во надолна линија етиката, особено во сообраќајот. Не знам зашто се нели некако нервозни возачи доаѓаат, како помладиве нели стапуваат во сообраќајот, се некако доаѓаме до поневрозни конфликти и слични работи кои што сме сведоци. Тоа е времето во кое живееме и тоа е веќе некоја друга тема, тоа се рефлектира врз сообраќајот, но факт е дека се зголемува бројот на возила, се измислуваат нови возила, како што се тротинетите, например, и не знам уште што ќе измислат, но во сообраќајот, знаете, побрзо се зголемува бројот на возила и учесници во сообраќајот, што може да се проширува патната и уличната инфраструктура и тоа прави дополнителен, да кажеме, дополнителни гужви, но ако сте културни во сообраќајот и ако имате свеста ви е подигната, имате сообраќајна култура, сето тоа се надминува. Дали вие за 5 или 10 минути ќе стигнете покасно на посакуваната дестинација е помалку важно. Важно е да стигнете безбедни и да стигнете живи и здрави. Да, тоа е најважното, нели, да мислиме прво на себе, на нашата фамилија, на нашите пријатели, а подоцна и на сите останати учесници во сообраќајот. Другите во сообраќајот, бидејќи ако сакате да ве почитуваат додека се движите, и вие треба да ги почитувате другите. Мислам дека ако овие работи се применат, ќе имаме 0 жртви во сообраќајот. Да, треба што е можно, да ја ви благодарам на одвоеното време, што е можно повеќе да зборуваме, ние колку што можеме често нели во нашата културинска програма ги споделуваме овие апели кои што секако ги прави Републичкиот совез на безбедност на сообраќајот на патиштата, односно сите кампањи кои што ги прават тие во текот на годината се со цел да бидеме поедуцирани, посовесни возачи, но и посовесни учесници во сообраќајот, нели кога се приклучуваме во него на било каков начин, така што верувам дека на многумина од вас ова ви беше од корист и ќе ве потсетува дека кога одиме на некоја прослава, кога сакаме да се напиеме или некоја чашка алкохол, никако немојте да седнувате зад воланот. Бидете совесни, бидете одговорни возачи и бидете пример за вашите деца, бидете пример за околината. Почитувајте ги луѓето во сообраќајот за да бидете и вие почитувани. Одлично. Благодарам Ивана за овој разговор, благодарам и за Дијан кој упати еден таков убав апел кој толку убаво говореше.